Здраво живо! Ова е петочно во Германија, единствениот подкаст за нашите во Германија. Иако денеска е сабота, сепак подкастот денес оди. Јас сум Панче Чујшевски, овој пат повторно без Марина. Марина е повторно зафатена со проект чиња преводи и незините други останати активитети. Не е човек да завиди, но ќе оставим уште некоја недела да го истера незиниот проект или незините проекти, а потоа можеби ќе биде поредовна во нашиот подкаст. А дотогаш ќе имате прилика само мене да ме слушате без музика, но верувам дека темите кои што ќе бидат обработени во следниот период ќе бидат доста интересни и можеби од некој друг посебен аспект, еден филозофски аспект кој што можеби за сите ќе биде и многу поинтересен и помотивирачки да ги слушаат, а и секако да ги применуваат импулсите или работите кои што ќе ги кажам или ќе ги споделам со вас. Денеска темата за која што сакам да зборуваме успехот или ефолк. Многу ме прашуваат како до успех, како успешно, како ова, како она. Но успехот е збор што многумина го бркаат, а малкумина навистина го разбираат. Многумина веруваат дека богатството, славата или моќта ќе ни донесе исполнетост. Но што ако се постигнеш? Тоа ако се направиш? Што ако се видиш? А сепак останеш празнен одватре. Некои вистини за успехот се непријатни и бараат жртва. Соочување со собствената слабост и храброст да действуваат спротивно на очекувањата на светот. Она што јас го научив за тоа што е успех и од филозофијата која што ја проучувам или ја читам или ја следам, а тоа е филозофијата на стоиците или стоицизмот, и го применувам во моето секојдневие, би сакал да го споделам во денешната епизода на единствениот подкаст за нашите во Германија. Бидете спремни да ја слушнете вистината за успехот во 10 поглавја од еден сосема подруг агол од кој што сте очекувале и сте верувале дека можеби успехот е тоа што го имате, сте го постигнале или сакате да го постигнете. Првото поглавје носи наслов "Успехот не е објективен и мораш сам да го дефинираш". Што подразбира кога велиме успехот не е објективен и ти сам мораш да го дефинираш? Или ако си го поставиш прашањето што значи успех за тебе? Дали е тоа богатството, дали е тоа контото, дали е тоа угледот или остварувањето на некој си животен сон, одморот, добриот ресторант, добрата кола, дали е тоа успех? Или некои други вредности? Повеќето луѓе ја прифаќаат дефиницијата на другите за успех. Значи гледаме некој направил куќа и мислим дека он е успешен и ајде и ние ќе правиме куќа. Или купил кола голема, одиме ние да правиме. Значи успех, си успеал. Но тоа е бркање на цел, то никогаш свесно, можеби ние самите не сме го избрале. И треба да си го поставиме прашањето дали навистина успехот или успешен живот е успех според туѓи мерила. Стоицизмот учи дека само она што е под наша контрола е наша вистинска имот. Слава, пари и надворешни признанија се само каприци на судбината. Епиктет предупредил: ако не знаеш кон кое пристаниште пловиш, ниеден ветер не е поволен. Тоа значи
без собствена дефиниција на успех, те водат тоѓи очекувања, безцелно и незадоволно. Замислете си човек кој со децении се истрошува на работа, се ангажира, верувајќи дека статусот и богатството ќе го направат среќен. Тоест, може би ќе ги постигне своите цели, но внатрешно ќе остане празен. Зошто? Затоа што тоа никогаш не била неговата собствена замисла за успех. Тој следил сценарио што не било негово. Значи, некој видел, нешто слушнал. Вистинскиот успех започнува со јасноста. Тоа е навистина јасно за вас. Независноста, личниот раст, внатрешниот мир или создавање нешто значајно. Стоиците секогаш нагласувале дека вистинското исполнување доаѓа однатре. Човекот кој живее според собствени принципи веќе е успешен, без оглед на што мислат другите. Но ова сознание, верувајте, има и своја цена. Тоа значи дека мораш да се обидеш, да се ослободиш, да се ослободиш, не да се обидеш, да се ослободиш од погрешни идеи. Ќе се спротивставиш на општествените очекувања. Ќе одиш контра од се. Може би ќе бидеш исмејуван. Ја почнаа подкаст да прават, имаш и такви работи. Зошто ова, зошто оно? Затоа што поставуваш различни приоритети. Но која е алтернативата? Животот што не ти припаѓа. Марк Аврелий напишал: не е надворешната слава она што е важно, туку она што си однатре. Успехот не е универзален. Концепт, шаблон. Тоа е одлука што мораш сам да ја донесеш. Оно што го направи тој чекор, не живее според мерките на масата, туку според своите услови. Втор капитол. Неуспехот не е непријател, туку твој учител. Многумина веруваат и цврсто се убедени дека неуспехот не е најголемиот непријател во стремежот кон успех и дека од неуспехот не би требало да се учи. Но, дали е тоа така? Бродот, кој никогаш не поминал низ една бура, никогаш нема да знае колку е силен. Исто така, човекот кој никогаш не успеал, бил поразен, изгубил, никогаш нема да го открие својот вистински потенцијал. Затоа, секогаш велам дека нашиот неуспех е нашиот најголем учител. Токму од ова многумина се плашат од неуспех, од падот, срамот, чувството дека не се доволно добри. Но дали неуспехот навистина е непријател или може би учител што ти е потребен да стигнеш до успехот? Марк Аврелий напишал: пречките на патот го трасираат патот. Секој неуспех содржи лекција, но само оној што ти се осмели да погледне, ќе ја види патеката и ќе види дека неуспехот на тој пат, ако нешто научил од сето тоа, следниот пат нема да го направи тоа истото. Ако ги погледнеме на големите личности во историјата, филозофи, пророњачи, лидери, спортисти, ниеден од нив не стигнал до целта без неуспеси. Па и најголемиот фудбалер, да речеме Пеле, Роналдо, Меси, имале пораз, губели утакмици. Зошто тогаш ние, јас, ти, вие би били исклучок? Значи, да немаме порази, да немаме падови, да немаме загуби. Замислете некој човек кој основал бизнис и по 2 години пропаѓа бизнисот, оди под стечај. У првиот момент се чувствува како неуспешен. Пропадна, зошто вака, кредити, ваму, таму. Но ако погледне
те внимателно или ако погледне истиот човек кој го доживеал тоа внимателно, ќе свати дека како функционира тоа и што не треба да прави при следниот потфат или при следното отварање на нова фирма или при следното правење на нов проект. И верувам дека при вториот обид ќе постапи многу попаметно, повнимателно, може ќе анализира повеќе и верувам дека ако внимава на тоа што сгрешил во првиот пат и не ги повтори истите грешки, ќе има успешен бизнис. Значи дека првиот неуспех, тоа не значи дека првиот неуспех не значи загуба. Или неуспех. Тоа е нормален чекор од кој што можете многу да научите. Стоиците разбраа дека човекот расте само преку обиди и искушенија. Сенека рекол, добар морепловец не се создава во мирна вода. Без отпор нема сила. Он што се плаши од неуспех, никогаш нема да дознае на што е способен. Па затоа, прашајте се. Тоа ако следниот пат, наместо да се повлечам пред пречката, пред предизвикот, истото тоа го видиш како можност. Тоа ако не успееш, туку научиш и на крајот успееш. Вистинската големина не се покажува во безгрешни успех, туку во тоа колку често повторно стануваме. Она што би рекло германците, es ist nicht wichtig zu fallen, sondern es ist wichtig aufzustehen. Поглавје трето. Дисциплината ја победува мотивацијата. Дисциплината ја победува мотивацијата. Мотивацијата ни е како ветерот. Не можеме да ја контролираме и не знаеме кога ќе дојде. Понекогаш сме мотивирани и сме полни со енергија, понекогаш немаме луст, немаме било што за правење. Во деновите кога сме мотивирани, се ни изгледа лесно, како вода. И па и понекогаш и подкастите ќе снимаме од прва. Понекогаш тргни запри. Но тоа што направи денот да биде добар е мотивацијата. А што ако не е тука мотивацијата? Или ако животот не собори и ја изгубиш силата да продолжиш. Пак тука ќе се поврзам на стоицизмот, кој зборува за тоа дека се подпираме на моментални емоции, туку за тоа да бидеш постојан дури и кога нема ентузијазам. За стоиците, дисциплината е моќта која го носи човекот напред, дури кога условите не се идеални. Марк Ауриел рекол, не чекај на инспирација за да делуваш, напротив, започни за да работиш. Тоа значи дека успешните луѓе не се тие што секогаш се мотивираат, туку тоа се тие кои остануваат доследни, принципијални и дисциплинирани, туку и кога не се чувствуваат како да можат да продолжат. Затоа дисциплината е клучна. Таа е секојдневната рутина што не турка да продолжиме, дури кога мотивацијата исчезнува. Например, ако одлучиме дека ќе тренираме секој ден, ќе одиме во фитнес студио, ќе ги правиме теговите, ќе правиме вежби, и тоа ќе го направиме без тоа да се чувствуваш уморен или не. Во моментите кога не можеш да издржиш, дисциплината е она што ќе те поттурне да продолжиш.
Кога со дисциплина правиш нешто редовно, тоа станува дел од твојата личност, станува дел од рутината. Тоа не е само нешто што го правиш. Стануваш личност која се грижи за својата физичка и ментална напредност. И затоа дисциплината е многу попаметен избор од краткојаните емоции. Замислете си да сте спортист кој тренира секојдневно. Понекогаш трензиите и досадни и немате мотивација да тренирате. Меѓутоа, трензиите може да бидат и тешки, но се неговата дел од неговата дисциплина. Ако е дисциплиниран и постојан и ги прави тренинзите кога не е мотивиран, кога ќе дојде денот на надпреварот, сите други ќе бидат исцрпени, но тој ќе биде подготвен. Без дисциплина нема стабилност. Без стабилност нема напредок. Тоа не значи дека треба да бидеме перфектни или да го правиме тоа што сите го прават или што е правилно. Тоа значи дека ќе имаме упорност и дека секој ден ќе го поставуваме на своите цели. Дури ако тоа значи да се поместува малку по малку. И така, кога ќе се соочиме со предизвик, не ја чекате мотивацијата. Оти мотивацијата може денеска да бидете тука, утре можете да не биде тука. Затоа потрудете се да ја развиете дисциплината и ќе се издигнете над сите препреки. Поглавје 4. Биди свој. Биди свој. Ова може да изгледа како едноставна фраза, но вистинската длабочина се наоѓа во она што значи да бидеш сам на себе. Особено во свет што постојано се обидува да те обликува според туѓи стандарди. Многумина се обидуваат да се вклопат, да се допаднат, да бидат добри, сакани, да бидат гледани во очите на другите. Но стоицизмот не учи дека најважно е да се биде верен на себе. Сократес рекол: незамислувањето на својот живот е неживење. Тоа е повик да не се дозволи светот да те диктира да бидеш тој кој што треба да бидеш. Ти сам си оној што одлучува кој си. Таа слобода е во секој избор, секоја акција и секоја мисла што ја имаме. Да бидеш свој значи да не дозволиш никој друг да ја дефинира твојата вредност. Вистинската сила лежи во способноста да се држиш до својот пат, дури кога е тешко. Не е важно што велат другите или кои очекувања се поставуваат кон мене, кон тебе, кон нас, кон вас. Ако живеат според туѓи мерила, ќе бидеш за секогаш изгубен во другите мисли и желби. Исто така, тоа не значи дека не треба да слушаш или учиш од другите. Напротив, мудроста доаѓа кога ќе слушаат различни перспективи и ќе ги одбереш најдобрите за тебе. Но на крај, тоа што го правиш треба да биде зависно од твојата внатрешна вистина. Во секој момент можеш да одлучиш ќе бидеш оној што светот сака да бидеш или ќе бидеш оној што на вистина си. Бидете свесни за овој избор и одлуките носите ги со гордост. Затоа што само вие сте вие. Поглавје 5. Твоите најголеми непријатели се твоите емоции, не надворешните околности. Нашите најголеми непријатели не се надворешните околности, туку нашите емоции. Бурите и невремињата на животот можат да не тресат, можат да не паднат, можат да не срушат.
но тоа што навистина може да не потопи е водата што навлегува во нашето внатрешно море. Слично како бродот што потонува поради водата која навлегува внатре, така и човекот може да се уништи од самите емоции ако не ги контролира. Еден брод не пропаѓа од дупката или пропаѓа од водата која што навлегува во него. Стоицизмот не учи дека надворешните случувања не ни ги диктираат нашите реакции, туку нашите емоции и нашите толкувања на тие случувања. Не е важно што се случува, туку како ние се однесуваме и што одлучуваме да почувствуваме за тоа. Сенека вели, ние страдаме повеќе од она што го претпоставуваме, отколку од она што навистина се случува. Поголемиот дел од нашите грижи и страдања произлегуваат од нашата перцепција за нешто кое можеби не е толку страшно колку што ги представуваме или си го замислуваме во нашите умови. Многу од нашите стравови и незадоволства се резултати на нашиот погрешен начин на размислување. Ти можеш да почувствуваш страв, но не можеш да му дозволиш да те контролира. Можеш да почувствуваш гнев, но не можеш да реагираш на него. Твојата сила лежи во контролата на твоите емоции. Оние емоции кои не се заповедни кон тебе да ги следиш, туку импулси кои треба да ги разбираш и анализираш. Доколку успееш да ги контролираш своите емоции, тие ќе престанат да влијаат врз твојот живот. Ти ќе станеш оној што ги управува, а не жртва на нив. А кога ќе научиш да го правиш тоа, твојата сила и мир ќе бидат непобедливи. Капитол 6. Луѓето нема да те поддржат секогаш и тоа е окей. Луѓето нема да те поддржат секогаш и тоа е во ред. Не очекувај секогаш одобрување и признавање од другите, бидејќи кога ќе одиш по својот пат, многу често ќе се најдеш во ситуација да бидеш сам. Ова не е казна, туку знак дека навистина го менуваш нештото. Луѓето не се секогаш подготвени да го разберат твојот, нашиот, вашиот и често нашиот пат и често се обидуваат да не спречат да одиме напред, затоа што истите се плашат од промени. Стоицизмот не учи дека не треба да го базираме нашето чувство на вредност и успех на тоа што другите луѓе мислат за нас. Ако се стремиме да ги задоволиме сите, тогаш ќе се изгубиме во туѓите идеи и стратегии. Едноставно не можеме да го задоволиме секого, а и не треба. Маркус Аврелиус напишал: зошто да се грижиш за тоа што мислат другите за тебе? Имаш многу поважни работи за правење. Вистината е дека мислењето на другите се често неважни за твојата лична просперитет, за твојот личен просперитет и напредок. Тие можат да бидат непредвидливи и ирелевантни за целта до која што досакаме да дојдеме. Секој пат кога правиме нешто што е различно или невообичаено, ќе се обидиме или ќе се соочиме со критики и неразбирање. Но тоа е само доказ дека сме на вистинскиот пат, а тоа е патот кон успехот. Единствената вистинска поддршка што треба да ја имаме од самите себе. Верувајте во својот пат, бидејќи ако сте сигурни во својата цел, ако сте верни на својата вредност и принципи, туѓото мислење нема да ти биде никакво, нема да даде никаква важност и нема да го наруши твојот мир. Понекогаш можеби твојот успех ќе биде во тоа што не се даде, не се предаде, не подлегна на притисокот. Нема да бидеш како сите останати други.
Едно од најдобрите нешта што можеш да го направиш е да не дозволиш туѓите критики да те одвлекуваат од тоа што го знаеш дека е вистинско за тебе. Иако понекогаш ќе бидеш осамен во својот пат, треба да разбереш и сватиш дека тоа е можност за личен раст и напредување, просперитет. Лекција 7. Перфекцијата е илузија, напредокот е она што се брои. Перфекцијата е илузија, напредокот е она што се брои. Многумина од нас се задржуваат на стремежот за перфекција, што ги спречува да започнат или да завршат што било. Очекувањето дека се мора да биде совршено може да ги одложи нашите најголеми амбиции и планови и да ги спречи да се реализираат. Стоицизмот не учи дека стремежот за перфекција не само што е непрактичен, туку и парализирачки. Сенека напишал: додека чекаме на животот, тој поминува. Тоа значи ако дека се обидуваме да чекаме совршен момент, перфектната минута, најдобриот саат, ќе помине цела наша иднина без да се обидеме за нешто. Напредокот не се спречува преку бескрајни планирања или бесконечно ставање на работи на пауза. Напредокот е во действување, во учење, во правење на грешки и во постојаното движење напред. Маркус Аурелиус напишал: ти не си создаден за совршен живот, туку за напредок. Грешките не се порази, туку чекор напред. Тие се доказ дека не стоиме на место, туку дека се движиме и се обидуваме. Кога ќе се сочиме со некоја пречка, не треба да ја гледаме како нешто што ќе не сопре, туку како нешто што не прави попаметен и посилен. Не мора да бидеме совршени. Важно е да бидеме константни и да продолжиме да работиме на себе си. Да започнеме денес, а не чекаме совршен момент, затоа што тој момент никогаш нема да дојде. Да го направиме првиот чекор, без разлика колку е мал, и продолжиме во напредокот. Поглавје 8. Никој не оди напред без жртви, што си подготвен да дадеш. Никој не оди напред без жртви и како сме подготвени да дадеме за успехот. Секој успех си има своја цена. Прашањето не е дали треба да жртвуваме нешто, туку што ќе жртвуваме. Многу луѓе сакаат да постигнат се, без да се откажат од ништо. Сакаат напредок без напор, раст без болка, успех без одрекување. Но реалноста е сосем друга, а тоа е дека секој успех бара одредена жртва. Стоиците разбираат дека вистинскиот напредок доаѓа само со одрекување. Епиктет рекол: не можеш истовремено да постигнеш напредок и да се држиш за старите навики. Секој што сака да се подобри, мора да остави нешто зад себе. Тоа може да биде старата удобност, лошите навики, негативни влијанија, па може и негативни луѓе, може погрешни луѓе, погрешно друштво или други односи кои ве држеле или не држат да не одиме напред или не враќале назад. Маркус Аурелиус знаел дека ништо вредно не се добива без труд. И затоа тој рекол: нема ништо вредно што се добива без напор. За да растеш, треба да бидеш подготвен да се ослободиш од она што те задржува. На патот кон успехот
понекогаш ќе мораш да жртвуваш нешто што си го сакал. Било тоа да биде време, удобност или стави навики. Ако се одлучите да дојдете за Германија, верувам дека ќе се отречете или ќе се жртвувате многу. Фамилија, пријатели, познат живот. Но успехот можеби е на тој пат. Секој напредок бара од нас да оставиме нешто зад себе. Жртвите не мора да бидат само болни. Понекогаш тоа мора да биде и оставање на навики и изговори кои те спречуваат да напредуваш. Моментот кога ќе ги пресечеш тие невидливи окови е моментот кога вистински ќе бидеш слободен. Вистинскиот успех не е прашање на талент или среќа, туку на спремност да ја платиш вистинската цена. Поглавје 9. Твоето опкружување те формира повеќе од колку што мислиш. Нашето опкружување не формира повеќе од колку што мислиме. Па затоа и онаа поговорката покажи ми кои се твоите луѓето или другарите кои што се со тебе и ќе ти кажам кои си. Е многу интересна и држи вода, што би рекле. Многу луѓе веруваат дека се независни од своето опкружување, но тоа е илузија. Мислите на луѓето околу вас влијат на вашите собствени мисли. Нивните ставови стануваат ваши сомнежи. Нивните амбиции може да те мотивираат, а може да те задушат, закучат во твојот план. Епиктет рекол, избегнувај ги луѓето кои те ослабуваат, наместо да се јакнуваат. Секој човек во твојот живот има невидлива сила над тебе, или кон тебе, или со тебе. Некои ќе те повлекуваат нагоре, други ќе те задржат на едно место, ќе тапкаш у место, а некои можеби ќе те повлечат и надолу, без да приметиш, без да забележиш. Мора да бидеш свесен за тоа што и кого избираш, кого ќе го пуштиш во твојот живот. Маркус Аурел рекол, животот е премал за да го минам со луѓе кои ме одвлекуваат од мојот пат. Ова не значи дека треба да ги одбиеш сите, или да ги трнеме сите, или да бидеме арогантни, да бидеме нарцисуизми, но треба да бидеме свесни дека тоа влијае на нашиот раст. Луѓето кои не поддржуваат, кои не инспирираат да бидеме подобри, тие се тие кои треба да ги бараме, со кои треба да се опкружуваме. Нашето опкружување е најважниот фактор во нашиот и за нашиот успех. Затоа, поставете си го прашањето. Го поддржуваат ли овие луѓе кои што се сега со мене, околу мене, мојот развој? Ми помагаат ли да размислувам поголемо, поопширно, пошироко, поотворено, или ме влечат во нивните сомнежи? Изборот е наш, твој. Ако сакаме да растеме, мораме да сме окружени со луѓе кои веќе пораснале, кои се веќе таму, каде што сакаме да бидеме и ние. Да бидеме окружени со луѓе кои го следат истиот пат како нас. Овде морам да го спомнам нашето фамилиарно мото, кое често пати кога фамилијата ни се собира во малите сати и можеби со некоја си напсче или со некоја пивце покрај лежетна музика, го извикуваме на глас. А тоа е Da wo wir sind, ist vorne. Таму кај што сме ние е напред. Поглавје 10. Успехот е патот, а не цел. Успехот е патнување,
а не е цел. Не постои крајна точка каде што ти кажеш или ќе кажеме тука сум, стасав, завршив, искористив, направив, постигнав. Успехот не е нешто што го достигнуваш и тогаш живееш во мир и спокој. Сега сум тука и толку. Многу луѓе веруваат дека кога ќе постигнеш доволно, ќе можеш да живееш мирно и безгрижно. Но чим ќе го постигнеме едното или ќе го постигнеш ќе го стигнеш едното, ќе се појави следното. Маркус Аурелиус напишал: не барај живот без предизвици, туку барај сила да им се соочиш на истите. Ќе стигнеш до еден врв, но ќе сватиш дека постојат и повисоки. Ќе завршиш едно дело, но ќе се појави нова визија. Филозофите сметале дека не постои крај на растот. За нив самото патување било најважно, бидејќи тоа ги формирало и правило луѓето да растат. Сенека напишал: не е целта што го прави човек, туку патот што го оди кон целта. Патувањето е тоа што не дефинира мене, тебе, вас, нас, сите. Вистинскиот успех не е достигањето на одреден момент, туку постојаното движење напред. Тоа е во тоа како се развиваш, како се менуваш и како се прилагодуваш на новите предизвици. Поставете си прашање: дали ја живеете, одите својата животна патека со свесност дека успехот не е ништо што ќе го достигнете, туку нешто што го создавате секој ден. Ако продолжите да растете, да учите, да се менувате, тогаш успехот ќе стане патување без крај. Завршна реч или завршен збор. Вистинската големина не е во надворешноста, туку во тебе. Успехот не е цел што ќе ја достигнеш еднаш, туку е тоа што стануваш на патот кон успехот. Светот те учи да се стремиш кон богатство, признание, совршенство, лајкови, палчиња. Но стоицизмот ти покажува дека вистинската големина не лежи во надворешните постигнувања, туку во твоето внатрешно воспитување. Маркус Аурелиус рекол: на добриот начин да ја предвидиш иднината е да ја создадеш. Твоето животно патување е твое, мое, наше. И прашањето не е дали ќе биде успешно, туку дали ќе го живееме според нашите собствени стандарди. Не дозволувајте да бидете спречни од падови, не очекувајте одобрување од другите и не го чекајте совршениот момент. Постапете сега, секој ден е нова можност да бидете посилен, помудар и послободен. Драги мои слушатели, тоа беше за овој пат успехот. Интересна тема. Верувам за многумина кои што се стремат кон успех, може би ќе биде ова добра лекција или добри лекции да се преиспитаат што и како е еден успех. Успехот не е бројка. Успехот не е конто. Успехот не е куќа. Успехот не е кола. Успехот не е одмор. Успехот е во нас. На крајот од оваа епизода, секако со задоволство ќе ги најавам посебно сега новиот ивент или новата манифестација, посебно хуманитарниот концерт во организација на Македонската црковна општина во Мајнц, Свети Никола, поддржани од нашите пријатели Legacy Event и Маркетинг, и
Супорт Кочани на 8.6. Организираат хуманитарен концерт во Октоберфест Хале Мајнц со почеток во 16 часот. Добра организација, добри групи, ќе гостуваат или ќе настапат Културно-уметничко друштво Свети Никола од Мајнц, Културно-уметничко друштво Тара од Тетово, Василија Петрова, Сања Штелар, групата Милениум, Тино и Атанас, Поточнија и секако специјален гостин на овој хуманитарен настан ќе биде нашата позната пејачка, славната Каролина Гочева. Влезот за деца до 12 години е слободен, од 12 до 16 10 евра, за возрастните 20 евра. Сите примања одат за настраданите и фамилиите од пожарот во Кочани. Да излеземе масовно, да отидеме, да посетиме, да видиме, да се запееме, да заиграме, но и да се подсетиме на сето она што се деси пред може би не под месец дена. Да не се заборави, да остане за паметење и за учење на следните генерации и тоа е тоа. За овој пат ве поздравувам, бидете ми поздравени. Убав викенд, ќе биде убаво, сончево, ќе се грила. Тие што сакаат концертот во Берлин на Next Time, последниот концерт на Next Time, секако и тој може да го посетат. И се слушаме до следниот пат. Чус!